Почитувани представници на медиумите, поводот за денешната пресконференција е да информираме за исходот од процесот што изминатиот период го водевме темелно, одговорно и со целосна посветеност на фактите. Станува збор за анализа на кардиолошките и кардиохируршките интервенции, кои беа предмет на стручна проверка. Ова е тема што директно ја засега довербата на пациентите за тоа дали одлуките за нивното здравје се носат исклучиво врз основа на медицинската потреба, стручност и докази. Од моментот кога во јавноста беа изнесени наводи за вршење непотребни кардиохируршки интервенции, Министерството за здравство ги презеде сите мерки за стручно, институционално и независно разгледување на овие наводи. На 26. август 2025 година одржавме пресконференција на која информиравме за мерките кои ги преземаме по однос на овие наводи. Веднаш формиравме интерна комисија од врвни експерти кои ја извршија стручната анализа на случаите. Интерната комисија е составена од 9 врвни домашни медицински експерти, доктори во областа, како и правници и економисти, односно представници на Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување. Интерната домашна комисија одржа 16 работни состаноци и темелно разгледа 20 случаи, од кои кај 13 беа утврдени сомнежи за непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција. Целокупната документација за пациентите за кои интерната комисија утврди наводи беше доставена до меѓународната експертска група, која во февруари годинава беше формирана. Оваа група е составена од тројца врвни професионалци, а тоа се доктор Уголино Ливи, кардиохирург од Италија, доктор Никола Лакич, кардиоваскуларен хирург од Словенија и доктор Черчеч Миха, интервентен кардиолог од Словенија. Целта беше да се обезбеди независен, стручен увид, дали постојат евентуални пропусти во постапките и процедурите во случаите посочени од интерната комисија во нашата држава, како и да помогнеме во препознавање на можните системски празнини во системот. Одговорност, транспарентност и заштита на пациентите беа водечки принципи во целиот овој процес. Ниту едно сериозно прашање не смее да остане без институционален одговор, ниту еден сомнеж не смее да остане без стручна проверка. Како Министерство, остануваме максимално посветени на обезбедување достапна, квалитетна и безбедна здравствена заштита за секој пациент во државата. Почитувани, комисијата составена од странски експерти минатата недела ги достави наодите од својот стручен увид. Тие наоди во значаен дел се поклопуваат со наодите на домашната интерна комисија, што е особено важно, имајќи предвид дека двете комисии работеа независно една од друга. Од вкупно анализирани 13 предмети, поврзани со сомнежи за непотребно извршени операции или непотребно упатени за операција, странската комисија кај 4 пациенти констатираше дека, цитирам, обезбедениот третман во целина бил медицински соодветен, навремен и во согласност со прифатените стандарди на клиничка пракса. Додека кај останатите 9 пациенти, според странските експерти, цитирам, велат вака: документацијата укажува на сомнителни наоди во текот на диагностичката евалуација, например, несогласување меѓу ангиографски наоди од коронографијата и писмениот извештај, пошто следувало несоодветна индикација за процедурите, било ендоваскуларните или хируршките процедури. Во однос на овие случаи, комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Пациентите се на возраст
45 до 78 години, кои што беа предмет на анализа, анализираните случаи се однесуваат на интервенции и постапки реализирани во здравствените установи, во јавните и во приватните здравствени установи, во јавна здравствена установа Универзитетска клиника на кардиологија, јавна здравствена установа Универзитетска клиника за кардиохирургија, Клиничката болница Штип, ГОП 8 септември, ПЗУ Кардио Арт Штип, Клиничка болница Жан Митрев и Клиничка болница Аџибадем Систина. Овие наоди се сериозни и не смеат да се релативизираат, но исто така тие не смеат да се користат за генерализирање или за нарушување на угледот на целата лекарска професија или за стигматизација на установите. Огромен број на лекари во нашата држава работат честно, работат стручно и работат посветено. Токму затоа, системот мора да ги заштити и пациентите и професионалниот интегритет на лекарите во нашата држава. Извештаите од интерната и странската комисија ќе бидат доставени до влада, до јавното обвинителство, до лекарската комора, до Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Фондот за здравствено осигурување и Државната комисија за спречување на корупција. Воедно, сакам да потсетам дека и лекарската комора спроведе вонреден стручен надзор над лекувањето на пациентите кај кои се извршени кардиолошки, кардиохируршки и кардиоваскуларни интервенции. Од нивната страна до нас исто така се доставени извештаите за 27 случаи, кај одреден дел е оправдана индикацијата за интервенција, додека кај останатите ќе биде предмет на дополнителна анализа. Почитувани, наодите на двете комисии се показател дека системот мора да се зајакне. Нашата цел е во овој процес да заврши со нови системски правила, нови механизми за контрола и поголема сигурност за пациентите во нашата држава. Во таа насока, отпочнуваме процес на ревидирање на протоколите за постапување при кардиолошки и кардиохируршки интервенции. Ова е суштински важно за натамошното унапредување на здравствениот систем и здравствената заштита за нашите граѓани, особено во делот кај јасни медицински индикации, стручна проценка и следење на патеките на пациентот. Дополнително, формираме национален хард тим, составен од 9 членови, кардиолози и кардиохирурзи. Тимот ќе биде составен од представници од јавните и од приватните здравствени институции во нашата држава. Односно, 6 членови од тој тим ќе бидат од јавните здравствени институции и 3 членови од приватниот здравствен сектор. Овој тим ќе се состанува на редовна основа и ќе разгледува сложени и гранични случаи, односно, кога е потребно дополнително стручна проценка за нив. Дополнително, ќе се пристапи кон формирање на национална листа на кардиохируршки операции. Целта на оваа листа е да имаме појасен увид во елективните интервенции, нивната медицинска оправданост, редоследот на опатувањата и установите во кои ќе се извршат истите. Итни случаи остануваат приоритет и кај нив нема да има административно одложување, но кај елективните интервенции системот ќе има дигитална трага. Кој, кога, зошто и врз основа на која медицинска индикација е упатен на интервенција. Исто така, ќе се работи на задолжителна акредитација и исполнување на јасни стандарди за здравствените установи што вршат ваков тип на интервенции во нашата држава. Тоа значи дека секоја установа, јавна или приватна, ќе мора да покаже дека располага со соодветен кадар, со соодветна опрема, процедури, протоколи и механизми за следење на квалитетот на услугите безбедно за пациентите. Свесен сум дека процесот траеше подолго од очекуваниот, но во вакви чувствителни прашања брзината не може да биде поважна од точноста на резултатите. Станува збор за медицинска документација, за пациенти, за стручни проценки и за наоди што мора да бидат внимателно анализирани пред да бидат
презентирани во јавноста. Им благодарам на сите вклучени во овој процес, исто така вам новинарите што ја следевте оваа тема во континуитет. Благодарност упатувам и до јавноста за трпението во очекувањето на наодите од овој извештај. На крај, сакам да упатам благодарност до членовите на интерната и на странската комисија за посветена работа, поддршка и врвниот стручен придонес во текот на целиот процес. Ви благодарам многу. Добар ден на сите. Јас како представник и координатор на интерната комисија имам да кажам неколку збора. Како што кажа и министерот, оваа комисија се формираше за да ги испита наводите кои што беа во јавноста за непотребни или неоправдани медицински интервенции кај одредени случаи. Комисијата разгледа точно 20 случаи, ја разгледа целокупната медицинска документација и врз основа на мислењето на експертите кои што се во комисијата, а кои што се по професија, односно по специализација интервентни кардиолози, кардиохирурзи, торакални хирурзи, беше дадено мислење дека кај 13 случаи има сомнение за неоправдани и непотребни медицински интервенции. По завршувањето на работата на комисијата, до овој дел од работата на комисијата, се контактираше со стручњаци од Европската Унија, односно од Република Словенија и од Република Италија. Тоа се тројца стручњаци во нивната област. Едниот е професор по кардиоваскуларна хирургија од Удине, професорот Уголино Ливи. Другиот е професор Никола Лакич, тој е на кардиохирург исто така. И Миха Черчек, исто така, доктор Миха Черчек, тој е од интервентен кардиолог и двајцата од клиничкиот центар во Љубљана. Целокупната медицинска документација што ја анализираше оваа комисија беше дигитализирана, скенирана, значи заедно со хардкопи документите кои што беа скенирани и видеата, односно видеодокументацијата од направените интервенции, коронографии особено, и ангиографии беа доставени до оваа трочлена комисија. Верувајте, иако помина подолг временски период, многу е тешко кога треба да анализирате обемна медицинска документација, особено кога треба на крај да дадете една синтеза. После одреден временски период добивме одговор од комисијата. Спомна и министерот, значи од тие 13 случаи што беа доставени, кај 4 сите интервенции биле медицински оправдани, меѓутоа кај 9 од случаите медицинските интервенции не биле оправдани на било кое ниво, дали коронографските наводи, дали интервенциите од типот на оперативни зафати. Понатаму овој извештај ќе биде доставен од комисијата до сите соодветни институции кои што ги спомна министерот, а комисијата и понатаму има своји обврски. Според решението нашата комисија треба да излезе на терен и рендом да провери медицинска документација во сите овие болници кои што се занимаваат со Јас пред се накратко ќе дадам свое видување и ќе објаснам накратко улогата, односно замислата која што ја имаме околу формирањето на националниот хард тим, кој како тим нели ќе се формира од страна на Министерството за здравство, а кој што во себе ќе вклучува соодветни специјалисти и субспецијалисти
од јавните и приватните установи. Хар тимот ќе представува мултидисциплинарен тим, значи на специјалисти кои што пред се ќе имаат една контролна улога и целта е тука да се обезбеди дали повисока безбедност за пациентите, ќе бидат еден контролен механизам кој што ќе има за цел да ги подобри комуникацијата помеѓу специјалистите, да се има согласено со современите европски и светски водичи, да се постигнуваат подобри клинички исходи. Преку еден мултидисциплинарен пристап, секако овој тим ќе има задача да мониторира дали се обезбедени оптималните услови за избор на терапиите во установите, дали е постигната подобра безбедност и повисок квалитет на грижа за пациентите, особено значи за оние кои што се со посложени кардиоваскуларни заболувања. Понатаму битно ќе биде дали овој тим ќе има улога да има увид, да изврши увид во однос на тоа дали е извршен избор на најсоодветните третмани, дали пациентот го добил најсоодветниот третман во однос на тоа дали е медикаментозен, дали преку перкутана интервенција, дали преку хируршка операција или некој комбиниран пристап. Пред се, значи, целта е намалување на ризикот од компликациите и да се носат колективни одлуки како би се избегнале непотребни процедури и да се намали нормално смртноста кај пациентите. Се ова во интерес, значи, на некој начин да ги заштитиме пациентите, да ја покременеме безбедноста на пациентите и да добијат истите, значи, најсоодветна грижа во институциите, без оглед дали се работи за јавни или за приватни здравствени установи. Тоа би било накратко.